Господин Велјановски, вие сте магистар по правни науки, па би сакал да ве запрашам правно, како гледате на вчерашните две изјави, имено за првата председател на Република Македонија, Ѓорги Иванов, изјави дека нема да го даде мандатот на Зоран Заев, па рече истовремено од него да се откаже од прифаќање на платформата, а не со неа да лецитира. Така, сметам дека председателот Иванов со својата одлука да не го додели мандатот на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз господинот Зоран Заев направи исправна одлука затоа што застана на страната на уставот и на заштита на суверенитетот на Република Македонија. Имено сведоци сме во последните денови дека има големи реакции во јавноста во врска со прифаќањето на платформата од страна на Социјалдемократскиот сојуз и народот го искажува својот глас и својата волја на протести во насока на зачувување на унитарноста на Република Македонија и еднаквоста на сите граѓани исто така. Во таа насока сметам дека председателот Иванов направи исправен потек со цел да се намалат тензиите и да се заврши оваа криза што побаргу во наредниот период. Но Зоран Заев вели дека председателот направил државен удар. Сметам дека лидерот на СДСМ треба да биде свесен за последиците од своите изјави и своите действија, затоа што на 11 декември народот гласаше за програми, гласаше за економски програми, а не гласаше за платформи кои што се надвор од тие програми. Како што знаеме, платформата на албанските политички партии е подпишана по завршувањето на изборниот период. Мислам дека доколку сето ова беше понудено како дел од програмите на политичките партии, можеби и целата слика ќе беше изменета и немаше да се добијат овие резултати кои што беа на последните избори. Сметам дека народот во Република Македонија е доста паметен и свесен за тоа што и како треба да направи и токму заради тоа го искажува својот револт на улиците. Република Македонија е демократска држава, суверена, во која што се почитуваат правата на сите граѓани без разлика на националност, на религија, на политичка определба. Така да сметам дека и лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Зоран Заев, треба да ја свати тежината на моментот и можеби најдобро би било да се врати во парламентот, каде што заедно со неговите 120 колеги пратеници ќе изгласа само распуштање на парламентот и распишување на нови предвремени избори, каде што ќе ја представи платформата, односно елементите од платформата која што ја подпиша албанските политички партии како дел од неговата програма со што граѓаните ќе можат да го дадат својот глас и да одлучат за која програма ќе гласаат и која партија, односно која влада треба да ја води Република Македонија понатаму. Да, поради тоа е причината што председателот вели дека не го дава мандатот, бидејќи платформата е направена во туѓа држава, инаку именно денеска пристигна и соопштение од Демократската унија за интеграција, каде што вела дека како дел од соопштението, како победник на изборите и како лидер на најголемата албанска партија, ги покани в албанските парламентарни партии на заеднички состанок во Скопје за координирање на нашата агенда за заокружување на Охридскиот договор и постигнување на еднаквоста. Нова средба во Скопје ги согласивме ставовите во врска со очекувањата на албанците и во секоја јавна изјава сум истакнувал дека заедничката изјава на албанските парламентарни партии во Македонија е усогласена и напишана во Скопје. Ова покажува дека одуи најавува дека платформата е напишана во Македонија. Така, сметам дека бевме сведоци пред неколку дена на тоа што се случи во Тирана. Значи, имаме и видеоматеријали и записи каде што под покровителство на председателот на Република Албанија, господинот Еди Рама, беше подпишана оваа платформа. Самата символика и локацијата на која што беше подпишана пренесе реакција кај граѓаните на Република Македонија. Сметам дека дуи со ова ретерира од ставовите
и дека можеби тука во позадина има некои лични и ситно партиски интереси. Сметам дека сите треба да излезат од своите лични интереси и да му дадат на народот можност на демократски избори да го даде својот глас за тоа која влада сака да раководи со Република Македонија и при тоа во своите програми да ги вметнат елементите на платформата која што ја подпиша со сите тие точки кои што се дел од неа. Благодарам што бевте гостин во Ви Дневникот благодарам телевизија на утре. вас. Имено, инаку, вчера имавме протести во 10 градови во Република Македонија, меѓу илјадниците охриѓани кои мирно протестираа за зачувување на унитарноста на Македонија, имаше и разочарани членови на Социјалдемократскиот сојуз. Лилијана Петровска пред миниумите излезе со знамето на социјалдемократите и истакна дека се чувствува излажена од изјавите на Заев. Јас сум поддржувач на СДС, гласав за ними. Меѓутоа ова што се дешава сега не го поддржувам, не сум за това. Ова е чиста глупост. Значи јас сум 69 години, јас сум излажена она што го кажуваше Заев и ова е многу далеко. Ова е стран за Македонија. Дојдов да ја спасиме Македонија дека сите заедно.